Како културен работник и како активист, како ја коментирате се поголемата видливост последниве месеци на која што сме и сведоци на критички настроените анонимни уметнички акции? Тука се нели дрвијата на кои што им порасна очи, а и кулите во Вардар или пак дури и возниот ред на галеите. Сметам дека ова беше нужност, будењето на уметничката, активистичка, политички артикулирана сцена, би рекла. Требаше одамна да се појави. Мислам дека ние во историјата на уметничко-активистичката дейност во Македонија немаме такви исчекори, налик на оние кои што се својствени на авангардната и ексцесна уметност. Мислам дека политичката стварност мора да биде тема на секој уметник, особено незиното критичко восприемање, артикулирање и производство на критички творечки глас во однос на целата политичка социокултурна димензија. Нужно е да постои таква артикулација на сите општествени гласови кои што се случуваат преку уметничкото творештво, особено во вакви едни нестабилни, деликатни, проблематични и горки, би рекла, времиња. Уметникот е оној кој што би требало да погледне подлабоко, поинаку и да ја отвори перспективата за она што политичкото сака да го сокрие на некој начин. Тоа во уметноста, нели, со таа ексцесност, со постапката на карневализација многу често, или со некоја карикатуралност, подиректна карикатуралност, сакам да кажам, на реалноста, на она што се случува, и некогаш и подиректна, експлицитна реакција преку творештвото, зависи кој во каков медиум прави, создава уметност, дали е тоа театар, дали е тоа... Впрочем, театарот би требало да биде најповикан во вакви времења, но за жал кај нас театарот се движи по некои многу, како да кажам, многу централни линии. Не знам од кои причини е тоа така, ретки се тие исчекори, но театарот, визуелните уметности и оние хибридни интердисциплинарни појави на уметничкото творештво, книжевноста, сето тоа просто има должност и одговорност кон историјата, кон историската перспектива, да проникне, да биде критички ориентирано и да создаде нова вредност која што ќе биде парадигма за сите оние други задушени слободи кои што граѓаните ги имаат. Бидејќи уметникот ја има таа слобода, уметникот го има тоа право да биде нецензуриран. Ако биде цензуриран, тогаш навистина ово општество, ако и уметникот биде цензуриран, тогаш ово општество навистина ќе го прогласиме за авторитарно општество, каде што медиумите се нели цензурирани, слободата на говорот е крајно проблематична, така што навистина сметам дека она што се случува со овие неколку акции и со некои поединечни акции, овие беа ударни акции во последно време, но и поединечни акции низ годиниве во уметничкото творештво, кое што се поврзува со активизмот, бидејќи нели историјата на уметност и активизмот е голема, се многу важни и нужни и треба одамна да се случат. Но додека едните се спротивставуваат на лошите политики на власта, другите во тоа време бидуваат богато наградени за нивната послушност кон истата таа власт. Да, и познава историјата и такви примери. Секоја тоталитарна, авторитарна нарација ги познава тие примери. Нели секогаш најчесто се зема за пример фашистичка Германија, но не е само таа, и во комунистичките облици на тоталитаризмот и таму се познати такви примери. Знаете како, уметникот не е човек, иако рековме дека тој не сме да биде цензуриран и има слобода, но сепак
слободата секогаш, искуствата на слободата познаваат рамки и познаваат одговорност. Значи ние, се разбира, не може да ги, тоа е против моите убедувања, се дисциплинира секој, па дури и да се дисциплинира во однос на прашањата за слободата. Секој има, како да кажем, секој си го носи својот јад за делата и за постапките што ги прави. Секој си ја носи својата одговорност. Јас би ги повикала на одговорност они уметници кои што аутистично реагираат на она што се случува на политичката сцена и генерално на културната сцена во ова општество. Би ги повикала малку да се замислат и да размислат од секаква перспектива што е, каква трага тие ќе остават во историјата со ова нивно однесување. Сега не зборувам, не сакам да ги вреднувам нивните трудови, не сум тука повикана за такво нешто, тоа е друга елаборација, тоа е друга тема, друга емисија, но јас би сакала, имам право како граѓанин да го вреднувам нивниот политички гест, нивната социјална, општествена одговорност имам. И сметам дека тоа е крајно неодговорно што го прават. Бидејќи, тие уметници што се добро наградени, тие се наградени од бедата, од сиромаштијата на овој народ и на оваа земја. Мислам, дали тие се замислуваат, не можам да разберам, дали тие се замислуваат, па дури да се гениални, да имаат некоја гениална идеја што треба да им се реализира со буџетските пари на Република Македонија, со парите од граѓаните, во овие услови. Ние сме во тотален колапс, тоа не треба да го елаборирам, нели, тоа се знае. Дали е, не знам, дали размислуваат дека нивните дела се резултат на нечии солзи, на нечија глад, на нечие достоинство за основен живот, право на основен живот. Независниот културен сектор во изминативе години стана можеби единствениот во сферата на културата кој што битно влијаеше врз свеста и врз мислењето на луѓето во однос на културните политики, но и на генерално на некоја борба за демократизација. Независниот културен сектор долги години, како и воопшто според мене граѓанскиот сектор, долги години беше на маргините, но особено во рамките на тој граѓански сектор, особено независниот културен сектор. Сега уште повеќе. Според мене, и ќе го објаснам парадоксот на тоа случување. Според мене, независниот културен сектор е речиси на ивица да исчезне. Токму од, ако аргументираме со некакви буџетски формати на обстојување, бидејќи нели мора од нешто да се создава, да се твори, а и да се живее. Освен тоа, политички тој е бескрајно стигматизиран и провикуван и не би сакала да употребам некој силен збор, но сепак во голема мера цензуриран. Цензуриран е на тој начин, например, што има клиентелистички однос во однос нели на неговото буџетирање од буџетот на локалната и централната самоуправа. Во таа смисла цензурира. Независниот културен сектор секогаш бил и секаде бил, како што и самата рековте, оној критички глас во однос на тие социокултурни придвижувања. Исто така и во однос на политичкото. Исто така, она што го одликува независниот културен сектор е таа негова хибридност и интерсекторска димензија. Значи, тој нуди нови читања на културата. Културата не како нешто изолирано, како нешто што е елитно, како нешто што постои само за експертите во уметничкото творештво, туку културата како нешто што е длабоко политички и општествено вкотвено. Оттаму сметам дека е исклучителна важна неговата улога
генерално во општеството, а особено како нешто што внесува нови перспективи во промислувањето на современите културни практики и модели на действување. Во овие услови, однакви какви што се, кога се затворија тие 2 или 3 единствени независни културни простори, не постојат. Значи, не кој што промовира култура сватена на едно секојдневно, интерактивно и локално ситуирано рамниште. Ја отворија приказната за културата дека таа им припаѓа на сите, дека секој има можност, доколку има иницијатива, да го обмислува содржински својот контекст и социјален, и општествен, и политички, и уметнички. Значи, тие исчезна. Организациите, тоа се сите се здруженија на граѓани, всушност, тие припаѓаат на граѓанскиот сектор, кои што припаѓаат на оваа струја независен културен сектор, се на ивица на преживувањето. Главно сите се 1 до 2 луѓе. На времето бевме по 7, по 8 луѓе, што е сосема пристојно, сега е оваа ситуацијата. Но и во такви услови сепак постои волја и постои чувство на одговорност да се действува. И постои порив да се действува и да се артикулира светот онаков каков што го немаме овде. Онаков каков што би сакале да биде и критички да се реагира врз тенденцијата да ни се украде просторот на действување. И нас ни е сега украден просторот на действување. И тоа го правиме на различни начини, се здружуваме. Вие сте дел од една поширока регионална платформа за независниот сектор. Па кој е всушност и вистинското нејзино влијание или влијанието што може да го оствари еве во Македонија? Да. Искуството од членувањето во кооператива, тоа е регионална платформа на независниот културен сектор, кој што има организации од сите овие екс-југословенски републики, е во тоа што таа сака да создаде, прво да ја потврди меморијата за некои заеднички искуства, како се градела на времето, таа се викала алтернативната сцена, сега е тоа независната сцена, независниот културен сектор, значи како се градел, како сме дошле до овдека и какви се сегашните искуства во овој регион на ниво на културни политики, но и на ниво на генералните државни политики во однос на граѓанскиот сектор. Таа платформа стимулира застапување за политичка релевантност на независниот културен сектор, слично како и јадро кај нас, кое што е платформа за независниот културен сектор, но таа ќе се застапува и веќе почнува да се застапува за програмска соработка. Нешто што исчезна, а нешто што е многу важно. Бидејќи особено ние сега кога правевме анализа, имавме годишно собрание во Загреб, кога правевме анализа, дојавме на заклучок дека од сите овие земји, значи Македонија, Косово, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија, од сите овие земји Македонија е на најниското рамниште. Тоа беше срамно сознание за мене и за колегите од Македонија кои што беа таму, но таа е стварноста и мора да се соочиме. Додека во Хрватска, која што може да кажеме дека е на највисок степен на развиеност, додека во Хрватска постои јавна институција која што се вика Заклада за цивилно друштво, значи фондација за цивилно друштво, која што е формирана од Собранието на Република Хрватска. Значи државата имала свест дека е нужно нешто такво, развој на цивилното општество генерално. Формирана е од нивните лотариски пари, ние за жал тоа не би можеле, бејќи се испродадовме таа и лотаријата.
Значи од лотариските пари плюс од разни други филантропски активности на бизнес секторот во Хрватска, а и од други фондации. Поддржана е значи од европски фондови, затоа што Европа се разбира, тоа сега го видовме во овие последни месеци, предупредува дека нужно мора да се развива граѓанскиот сектор и да биде слушнат граѓанскиот сектор, доколку сакаме да се наречеме демократско општество, ако не биѓава. И таа фондација, Заклада за цивилно друштво, се бави, значи, меѓу другото и со независниот културен сектор. Тие, во соработка со Министерството за култура и со локалната самоуправа, имаат за цел стратешки, структурно да го зацврснат независниот културен сектор. Тие ги поддржуваат организациите со стратешки структурни фондови, инфраструктурни фондови на најмалку 3 години. Сакам да кажам, и се разбира, на тој начин обезбедува терен за развој на поинакви програмски политики, за развој на критичкиот глас. Замислете, тоа не замисливо во Македонија. Значи, некоја јавна институција да поддржува и да се застапува и да се грижи за критичкиот глас во земјата, во случајов изразен преку уметничко творештво и културна продукција. Значи, поразувачки беше навистина од една страна потикнувачки, од друга страна поразувачки, да се види огромната дискрепанца, огромната бездна која што се наоѓа еве помеѓу нас и Република Хрватска или Словенија, па дури и Србија е во подобра состојба од нас. И преку оваа платформа нашата цел е, ние имавме таму состаноци нели во Министерството за култура и со директорката на оваа фондација за развој на цивилното општество. Сакаме да направиме едни застапувачки активности овдека, да се види овдека што може да се направи, да се промени воопшто перспективата, политичкиот дискурс да се промени во однос на независниот сектор, бидејќи тој сега речиси не постои. Нешто почнува околу генерално граѓанскиот сектор, но мислам дека се уште не постои. Тоа се поединечни искри од одредени политички фактори кои што препознаваат кое е значењето на независниот културен сектор. Значи, се надевам дека тие застапувачки активности тие имаат од Република Хрватска, особено имаат волја да дојдат тука, да објаснат, да промовираат како би можело да направиме појак независен културен сектор кој што ќе биде еднаков релевантен творечки, но и политички фактор во општеството. Центар ви понуди и се рекол дом за таква активност, да. Едно партнерство со луѓе кое што ги развиваат овие. Да, тоа беше наша иницијатива, формирање и тоа е некаков политички исчекор за кое што општината Центар и актуелниот градоначалник Андреј Жирновски има политичка волја. Значи, ние ја представивме нашата идеја и тие просто има политичка волја тоа да го реализираат и тоа би можела да кажам дека е при крајот на својата реализација. Станува збор за навистина политички исчекор, формирање на првата институција во Македонија, во ниедна друга општествена страта во Македонија тоа не е направено, на јавно-цивилно партнерство. Значи, не јавно-приватно, јавно-цивилно. Постои огромна разлика. Тоа е еден комплексен модел. Во март месец ние имавме јавна расправа и го промовиравме моделот, кој што ќе понуди поинаков концепт на јавна институција. Значи, одговорноста ќе биде споделена, а не како што сега јавните институции се на целосен товар на буџетот на Република Македонија. Ова е една отворена институција, прво таа програмски и политички ќе биде поинаква. Таа ќе биде отворена институција,
Значи е од сферата на културата, но не само од сферата на културата. Таа треба да биде и во таа смисла хибридна. Ќе биде интерсекторски отворена, ќе ги засега пошироките социокултурни проблеми и активности и организации. Второ, општината центар, значи ќе има влог инфраструктурен со простор кој што е нивни, а за кој што копне независниот културен сектор толку долго време, а и други некои активистички организации кои што се бават со човекови права, а сепак користат некои алатки од сферата на уметничкото творештво и културната продукција. Значи, ќе има свој простор и општината центар ќе треба да партиципира уште во одредени нијанси на таа инфраструктурна поддршка на дневна основа. Она што независниот културен сектор како свој придонес ќе го вложи ќе биде програмската активност и понатамошните развивања на тој простор како уточиште, како средиште во кој што ќе се случува мислење на крајот на краиштата. Она што недостига би рекла, во останатите институции, мислење кое што секогаш ќе биде, од она претходно што говоревме, ќе биде некаков исчекор од мислењето, исчекор и критичка перспектива во однос на општо прифатените трендови во мислечките процеси.